Добар ден на сите. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, согласно одлуката на владата за работа во втора смена на Министерството и другите органи од државната управа, која што е донесена на 10.7.2017 година, потребно е детските градинки и јавните установи кои што сместуваат деца да отпочнат од 1 септември 2017 година да ја применуваат оваа одлука, и тоа во прва смена да работат од 7 до 14:30, во втора смена од 14 до 21:30, како и секоја прва сабота во месецот помеѓу 8 и 16 часот. Истото ова потребно е да се направи со цел да може децата и родителите да ја добијат соодветната поддршка од системот за детска заштита согласно потребата на нивните работни места. Јавните установи кои што имаат повеќе објекти или други просторни услови за сместување на деца во својот состав, работата во втора смена може да ја организираат во еден или во повеќе објекти согласно потребите на децата и родителите. За да се направат реални проценки за потребите на работа во втора смена, согласно одлуката на владата, ние како Министерство денеска испративме до сите градинки една информација дека од 1 септември треба да ја применуваат одлуката, а второ е да проценат на вистина во кои градинки има потреба од работа во втора смена. До сега до нас испратија информација градинките во општина Гевгелија, Кочани, Радовиш, Охрид, Тетово и Прилеп, и за истите веќе владата донесе одлука да работат во втора смена. Затоа ги повикуваме и другите градинки да ја организираат својата работа во втора смена и да го информираат Министерството, со тоа ја информираат и владата. Секако двосменското работење до сега се имплементирало само во 4 општини на територија на Македонија. Со ова добиваме 10 општини во кои што имаме втора смена на градинки. Ова работа двосменска во јавните установи за заштита на деца ќе предизвика и потреба од дополнителен кадар во истите, и затоа сме спремни да понатаму помогнеме на градинките и да се отворат нови вработувања за да може да го зајакнеме капацитетот кој што и онака им е слаб во градинките. Министерството за труд и социјална политика во соработка со локалната самоуправа веќе работи на зголемување на опфат на деца во градинките и отварање на нови објекти или други просторни услови за сместување на деца, поради тоа што на вистина процентот на опфат на деца во Македонија е мал, а наша интенција е да го зголемиме, како во урбаните, така и во руралните средини. Токму затоа до крај на 2017 година ќе бидат обновени и отворени 13 објекти за сместување на деца и ќе се зголеми опфатот за 682 деца. Веќе сме во тек на подготовка на план за инвестиции во детски градинки и јавни установи за сместување на деца за 2018 година, и тоа го правиме во соработка со локалните самоуправи. Ви благодарам. Повелете прашање.